Стадион. Емисија за вашата вистина. Јас не сум антиваксер. Не сум човек кој што ќе повикува да не се вакцинираат нашите сограѓани. Напротив, ги повикувам сите оние кои што сметат дека за своето здравје и за здравјето на сите луѓе во нашата општина и во нашата држава, Република Македонија, треба да се вакцинираат, но не по секоја цена. Да не биде тоа присилно. Еве, јас лично не сум вакциниран. Мое е правилото дали јас ќе се вакцинирам или не. Не смее државата да воведува рестриктивни мерки, да воведува мерки со кои што ќе се ограничи основното човеково право, правото на избор. Ако најновите теории кажуваат дека вакцинираните луѓе се преносители на вирусот и дека и тие заболуваат, тогаш која е поентата да оние кои што се прележани или оние кои што со полесни симптоми го поминале вирусот имаат потреба од вакцина? Значи, не станува овде за мерка која што ќе овозможи намалување на трансмисијата на вирусот, туку за мерка која што е пресликана од одредени европски држави, не знам од која причина и која што гледате какви реакции рефлектира кај граѓанството. Затоа сметам дека правото на избор е основното право кое што треба да се почитува и не смее било која власт да се дрзне да ограничува или да оневозможува на граѓаните кои што не се вакцинирани да имаат одредени права на избор. Можете слободно да коментирате одговорите на еден на друг, истото важи за вас. Вака сега го почитувам ставот на господин Јорданов, свое тело, свое право, и така треба да биде, и тоа е задолжителна политика во демократијата во светот. Меѓутоа, ние сме веќе не сме обични граѓани, ние сме политичари. Како политичари ние мораме да даваме правилни насоки на нашите граѓани. Они гледаат во нас, затоа ни избрале, да даваме насоки како ќе се развиваме или како ќе ја водиме државата. Дали сме позиција или опозиција, имаме одговорност према нашите граѓани кои што не гласале. Така да, како јас ка зборувам сега како доктор, ги почитувам ставовите на Светската здравствена организација и верувам во нив, бидејќи немаме друга повисока институција во светот која што може да дава соодветни ставови, а нивните ставови се доста јасни и гласни дека целата популација да се спречи оваа пандемија, целата популација мора да биде вакцинирана и како политичар мораме да застанеме цврсто и да дадеме насоки дека граѓаните треба да се вакцинираат. Нивно право е дали ќе се вакцинираат или не, меѓутоа насоките како политичари мора да бидат јасни. Ставовите наши мора да бидат јасни и ние треба да бидеме пример како треба да ја водиме оваа држава во однос на оваа пандемија. Се надевам, еве во октомври, за 3 години ќе се промени власта, може ќе остане истата власт, не знаеме, тоа граѓаните ќе си го кажат на изборите. Што ќе направите вие ако Светска здравствена организација ви каже дека немате доволна вакцинација на населението? Не можете да ги извршувате бизнис врските, економските сделки, не можете да ги правите тие трговски патувања. Тоа е суштински проблем во пандемија која што навистина, како што кажавте вие, не сме никој доволно стручни, свесни и зрели да кажуваме дали треба или не треба, меѓутоа светскиот став и светскиот став за заштита и прекин оваа пандемија која што не само здравствено, него и економски ја уништи светската економија е вакцинацијата. Така да мора да бидеме одговорни. Добро знам, да. Значи, прво јас имам јасен став и тоа го јасно гласно кажав. Јас сум за да се стимулира имунизацијата и вакцинацијата, но не на овој начин. Не со репресивни мерки, не со закани и со ускратување на основните права. Правото на избор мора да се почитува. Правото, еве, ќе дадам конкретен пример. Знаете дека одредена популација во нашата држава има кои што се алергични на вакцини. Има луѓе кои што се хронично болни, кои што не знаеме како ќе рефлектира евентуална вакцинација. Има луѓе кои што се помлада популација за кои што искрено сметам дека која ќе е логиката истите тие да бидат вакцинирани. Нормално дека треба да се стимулира вакцинацијата, но не по секоја цена. И на крајот од денот, ако не знаеме што треба да се имплементира, ајде да ги погледнеме одредени високо развиени европски држави како тие функционираат. Еве јас ќе ви дадам пример од една држава Австрија кон која што треба да се стремиме како функционира тој систем таму. На секој граѓанин, државјанин на Австрија, на домашна адреса стигнуваат брзи тестови кои што се користат при секоја комуникација со надворешниот свет и истите тие тестови
се праќаат до Министерството за здравство, односно до лабораториите кои што треба да испитат дали има одреден заболен од вирусот. Доколку се констатира, тогаш се третира тој пациент во домашни услови и на тој начин се ограничува трансмисијата и ширењето на вирусот. Но правото дали јас ќе се тестирам или ќе се вакцинирам е мој личен избор. Не може по секоја цена да се ограничува можноста да се движам затоа што не сум вакциниран. Ова е мој личен став, а верувам дека е и став на многумина кои што не следат. Затоа што ние, ако навистина сакаме да креираме една здрава животна средина, ако сакаме да се грижиме за здравието на нашите сограѓани, сметам дека тоа треба да го направиме на поинаков начин, да ги подобриме здравствените услуги, да го подобриме здравствениот систем. Пред да влезам во емисијата, слушнав, комунициравте за клиничката болница во Штип. 4 години не е направена, срамота е. Граѓаните од Источна Македонија молат за здравствена услуга, оставена клиничка болница да не биде завршена. Сега ние зборуваме дека ако граѓаните се вакцинираат, на тој начин ќе го заштитиме нивното здравје. Не е така. Добро. Вака само ќе морам да ќе дадам мал одговор. Значи имаме и други теми, да не се задржиме само на вакцините. Да. Спомнавте алергии на вакцините, апсолутно невистините факти, и кога зборуваме за вакви факти како политичари, како јавни личности, мора да бидеме предпазливи што ќе кажуваме во јавноста, заради тоа што ќе кажете алергија на вакцината, тоа значи дека навистина направила анафилактична реакција. Како немедицинско лице или ако ви сервирале информации колеги кои што го тоа дискутирале, треба да имаме факти за тоа. Моментално во нашава држава немаме регистрирано алергиска реакција на вакцината. Имаме регистрирано колабирање ради страв, ради тешко дишење, ради други различни симптоми кои што не се поврзани со вакцината. Во врска со, ја спомнавте Австрија, меѓутоа во Австрија не спомнавте степенот и процентот на вакцинирани граѓани. Огромен. Ќе спомнеме Велика Британија, над 75%. Ќе спомнеме и Германија, ќе спомнеме и Италија, ќе спомнеме и Израел, ќе спомнеме и Австралија како едно најорганизирано општество, и Холандија. Сите тие земји стимулираат вакцинација. Не ги насочуваат, не ги задолжуваат луѓето да стимулираат вакцинација. Нормално и таму невакцинираните луѓе не се мешаат, не прават одредени консеквенции. Меѓутоа ние велите да се направиме подобри здравствени услуги, од друга страна не се вакцинирате, а да се тестираме, државата да ги тестира луѓето кои што не сакаат да се вакцинираат и да ги трошиме финансите во здравството за тестови. Наместо да ги трошиме финансите за лекување. Знаете ли вие колку се потрошија финансиски средства во последните години и пол во третман на пациентите код ковид инфекциите? Милиони. И ќе ви објаснам зошто. Заради тоа што ние треба да обезбедиме со тие финансии кои што ги имаме во време кога не работат компаниите, не работат економијата светската е падната. Ние треба да усмериме средства за третман на овие пациенти. И ние наместо да трошиме пари на тестови, треба да трошиме пари на лекување. Капацитетите на здравствените лекувања покажаа во Македонија дека имаме капацитет. И ние се справивме солидно со корона инфекцијата. Ја спомнавте клиничката болница Штип. Знаете ли претходниците со какви аномалии остави? Сте слушнали дека зборувавме, меѓутоа не го дослушнавте и другиот дел. Аномалиите дека пола проекти не беа направени, пола проекти не беа предвидени, не беа предимензионирани просториите кои што треба да ги има клиничка болница, новата клиничка болница. Рачунете дека ние во овој момент, кога 2014 почнавме да развиваме кардиологијата во Штип или неврохирургијата, колегата Захариев, во тоа време клиничката болница се правеше и не се планира неврохируршки одел, не се планираше кардиолошки одел. Каква е таа клиничка болница современа без тие одели? Да не зборувам за проблемите ги спомнувам се, да не се навраќаме после. Да не се навраќаме, дајте му простор да му дадеме на Јордан. Добро. Поднос нова. Не, дефинитивно. Да го завршиме за реклами, па после ќе се. Дефинитивно не сум согласен. Значи, вие може да имате една пропаганда со која што ќе се амнестирате од одговорност на вашите претходници, дека тоа што во државата не чини е како резултат на претходното неработење, но фактите се други. Ајде да зборуваме со факти. Фактите се дека клиничката болница до 2016 беше оставена до одредено ниво кое што беше видливо, визибилно за граѓаните, и од 2016 до ден денес практично таму не се случува ништо. Тоа се фактите. Ако сакате вие сега да си барате алиби за нечи неуспех, може да си најдете најразлични изговори кои што граѓаните не ги интересираат. Едноставно, прашање е дали сакате да довршите таа болница или не сакате.
По однос на здравствените услуги и тоа како ние како здравствен систем, како држава сме се справиле со пандемијата и дека сме инвестирале во подобро справување со пандемијата говорат бројките. Бројките се поразителни. Македонија е лидер во светот и во Европа по број на починати и по број на заразени. Не затоа што само се довршам јас да ислушав. Не затоа што здравствениот систем или здравствените власти добро се справиле, туку напротив затоа што лошо се справиле. И тоа го сведочат и илјадници наши сограѓани кои што се соочиле во изминатиот период со потребата од добивање на здравствена услуга. Тоа се фактите. Ние овде може да зборуваме најразлични теми дали ни одговараат или не, но јас сакам да зборувам со факти кои што граѓаните ги сведочат. Не сакам да се расшири оваа дискусија во не посакувам правец па сега да браниме нечии политики. Ова е секојдневието кој што ги засега сите наши сограѓани. Вака сега, во парламентот бевме двајцата колеги кога дискутирав за бројките, тогаш опозицијската ВМРО по мене настапуваше дека бројките се драматични, се не ги носам статистиките тогаш, тоа беше некаде ноември месец. Статистичките податоци во врска со корона инфекцијата беа, да речеме, во корист на нашата држава. Не можам да кажам дека ова што го тврдите дека е така, ради тоа да нема факти, затоа јас ви го тоа презентирав со факти од светските статистички податоци кои што беа во тоа време. Клиничката болница Штип, и се согласувам со вас, не смееме да се базираме на нешто што, нели, да секојаш да бараме друг да не биде виновен, да не биде крив за тоа што не е сработено или не сме го сработиле. И тука сте во право и го потружувам за тоа, меѓутоа треба да знаете дека се решени сите проблеми кои што ги наследивме. И клиничката болница Штип се работи доста интензивно. Не знам дали сте биле внатре во болницата, пошто видов дека бев пред некое време, да. Во обиколка сте биле надвор, не знам дали сте влегли во болницата. Па можев да видам што се случува во болницата. Пошто јас генерално сум 2 пати, 3 пати неделно во клиничка болница Штип и правам обиколка внатре во болницата, ме интересира до каде како доктор пред се. Внатре е завршена електричната инсталација, внатре е завршена вакуум кислородната инсталација, внатре се завршени одредени простори на одредени спратови, веќе се ставени прозори и веќе стигнаме до едно ниво каде што треба да се поставуваат одредена опрема која што бара технички да биде поставена неколку години да стои на тоа место, па потоа да биде пуштена во употреба. Рекламите само да едно прашање. Захариев, кој беше градоначалник во кампањата за Бочварски, велеше детето ли ќе биде градоначалник, детето го победи. Сега Сашко Николов за Јорданов вели детенцето да не влечем никакви паралели, меѓутоа интересно е, исти вокабулар се користи. Колку е разликата возраста меѓу вас двајцата? Па добро, ја имам 33 години. Па добро, за мене си помнат, јас сум 41. 10 години вака се малце само да се надоврзам ако може. Добро. Видите, нивото на комуникација ние можеме да го спуштиме, но не доликува. Не, до сега добро, има тука порака дали ќе ветите фер однос и апсолутно. Има политичка култура во време на избори. Едно ниво на култура која што треба да го задржиме како потенцијални кандидати за градоначалници. Јас не сакам да се симнувам на такво ниво и да давам одредени квалификации за мојот против кандидат. Ама вашиот ментор тоа го правеше, затоа што Захариев важи за ваш. Јас не сакам ни да се компарирам со било кој друг. Зборувам од мое лично име. И сметам дека на тој начин прво се покажува една слабост, второ се вреѓа една генерација, млада генерација која што треба да биде иднината на нашиот град и која што носи со себе една енергија, една позитивна енергија која што треба да го креира развојот на нашиот град. За да се девалвира и дискредитира со таков вокабулар една таква генерација која што е еднината на Штип, сметам дека е несериозно. Јас само ќе се надоврзам дека малце извадено од контекст. Детето никош не сум го нарекол господинот Иван Јорданов дете, ни детенце, него тоа беше извадено од контекст пред 3-4 месеци кога кажав за една ситуација кога излегува на прес од вашата партија пред општината, каде што буквално како деца на улица обвинува за ситуацијата што е направена, а ни виделе фактите, ниту имале аргументи за да го кажат тоа и го кажав децата од ВМРО ДПМН, јас се извинувам и се извинив и тогаш на децата ради тоа што, како што кажа, децата се нашата иднина и децата треба да вложуваме во нив за да ги надградиме. Компаративно го кажував децата од ВМРО ради тоа што кога зборуваме за деца, тоа се неискусни млади профили на индивидуи кои што треба да се развиваат и растат.
И тоа беше компаративно кажано за начинот на кој што го кажа тој прес, и тоа за мене е девалвација на институцијата општина Штип, ради тоа што во таа општина и во тие пресови кои што ги кажуваат тоа време, сега да не се навраќаме, ги навредија интелектуалците кои што работеа и од Социјалдемократскиот сојуз и од ВМРО ДПМН, кои што се активни, вработени во општината и кои што прават проекти кои што се видни и добри за општината. Јас потекнувам и живеам во Ново село во Штип. Тоа е стара населба. Гордост ми е што живеам и потекнувам од таму и ги почитувам сите други сограѓани без разлика каде живеат, каде се родени, и сметам дека развојот на градот треба да биде опфатен во сите населби нормално, за да сите граѓани се почувствуваат дека се важни и битни за нашиот град. Да продолжам по однос на тоа како треба да се развива нашиот град, односно што е она кое што на мене како главен опозиционер, како нешто што ми била главна работа, да ги коригирам грешките, недостатоците на актуелната локална власт, да дам свое кратко видување. Прво, сметам дека овие 4 години изминати власт на Социјалдемократскиот сојуз. Ова за потекло, ајде кратко да. Се извинувам, добро, во ред. Ќе се надоврзам. Не, во ред, јас можам да кажам дека сум роден во Штип, меѓутоа моите родители се едни од мајка ми од Кривидол, село Кривидол, татко ми од село Долани. Со гордост можам да кажам дека влечам корења од село, не сум она градско дете, цела фамилија штипска, родена во Штип. Меѓутоа сум работел и земјоделие, сум работел и сите оние потребни работи кои што биле на поле и ова. Сум завршил факултет и сум горд што имам градско, селско потекло и ќе бидам горд и ќе ги почитувам селаните кои што работат на нивите на полето, бидејќи без земјоделието и без стоčarството државата не може да ја тестирам. Знаете ли колку села има Штип? Па, има десетици села кои што можеби не се функционални и не живеат граѓани во нив. Но има 4 поголеми приградски населби кои што може еве така да се во овој момент даде посебно значење на нив затоа што се уште екзистираат, живеат луѓе таму и Јорданов, повели, имаш 7 минути анализа на така како што спомнав. Социјалдемократскиот сојуз предводен во овие 4 години од Бочварски и Николов како локална власт, што е она кое што на мене ми лично смета, претпоставувам дека го нотираат и граѓаните. Овде со мене ја носам изборната програма за живот, во која што пред 4 години Бочварски, досегашниот претходниот градоначалник, се извинувам, заедно со сегашниот градоначалник, овде ги има на иста слика, ветуваа и стоеа за оваа програма одредени проекти кои што не го видоа светлото на денот. Тие проекти јас ќе ги набројам. Жичара до Исород, СРЦ Суитлак, аквапарк со затворен, отворен базен, газ, гасификација, газ до секое семејство, обиколница која што требаше да поминува помеѓу населбите Пребег, Железничка и Новосело, термоизолациони фасади на сите стамбени објекти, катни гаражи кои што требаше да го растеретат сообраќајот и сообраќајниот метеж, картинг, социјални содржини од типот на киносала, скейт паркови, велосипедски патеки, работи кои што не го видоа светлото на денот. Ги спомнавте при градските населби Караорман и Тричешми. Во населба Караорман беше ветена детска градинка која што не е направена. Во населба Тричешми беше ветена спортска сала која што не е направена. И ова се едни факти кои што јас не ги измислувам, туку ги прочитав пред да дојдам во емисија од оваа изборна програма за која што стоеа двајцата градоначалници претходно во различна улога. Бочварски како градоначалник, Сашко Николов како советник кој што беше на второ место на советничката листа. 3,5 години не направија ништо. Свесни беа дека им престои пораз, направија одредена рокада на позициите, си ги сменија позициите, направија едни избори, потрошија милионски износ на пари за да се направат тие безпотребни избори за само 9 месеци мандат и практично ништо не се промени, освен тоа што се променија улогите. Едниот стана министер, другиот од советник стана градоначалник. Но не застанаа овде советувањата. На тие избори јас поставив едно прашање: како ќе се реализираат проектите кои што 3,5 години не успеале да ги реализираат за само 9 месеци, и затоа не продолжија онаму каде што застанаа да ги барем реализираат тие проекти што претходно ги имат ветено во оваа програма за живот, туку направија нови проекти кои што едноставно имаа за цел да дојдат до поголем број на гласови. Еве јас и тие ќе ги напоменам. Ова се извадоци од ветувањата на господинот Николов во изборната кампања за предвремените локални избори. Па така на 25 ноември
тој пред населба Караорман ветил канален систем за наводнување. Наместо овој канален систем за наводнување на бавчите на земјиштата кои што ги обработуваат жителите од населба Караорман, тие добија исклучување на водата за пиење и рестрикција затоа што ги ја трошеле пивката вода за пиење за наводнување. Па нормално да ќе ја трошат таа вода за пиење затоа што нема канален систем за наводнување. Јас не сакам да ги правдам претходниците зошто не направиле канален систем за наводнување, но ако го дадете зборот и ако ветите треба да стоите на тој збор и треба да си го држите тоа ветување. Тоа денес не го видовме. Продолжувам натаму. 1 декември дадена изјава за 100 типски куки за социјално ранливи граѓани. Не го видоа светлото на денот. Ако имаше готов проект и ако дал ветување дека за 9 месеци тие 100 типски куки ќе бидат направени, досега требаше да бидат направени. Понатаму, на 2 декември ветил во гостување на емисија дека ќе започне со секундарната мрежа за гасификација. Ево јас во оваа емисија одговорно тврдам дека Штип нема капацитет за гасификација во централното градско подрачје заради немање на подземен катастар и заради конфигурацијата на градот. Лага е ако некој ветува дека може да го гасифицира на таков начин Штип во овој момент. Чаре, да се откажеме? Има чаре, нормално дека во прва фаза може друг начин на гасификација на оние населби нови каде што може да се инсталира цевка на индустријските зони, но секундарната гасификација во градот во овој момент е лага ако се ветува. Тоа е уште едно ветување кое што не е реализирано. Продолжувам понатаму. На 2 декември исто така Ше 2 минути има. Е дадено ветување од страна на Николов дека раскрсницата кај улиците Сремски фронт и Борис Крагер ќе биде проширена, доуредена за да го намали сообраќајниот метеж. До ден денес немаме ништо од тоа видено. Продолжувам понатаму. Истиот ден е дадено ветување дека ќе се реконструираат улиците Солидарност, Браќа Даневи, Панче Караѓозов, Пети конгрес и партизанска уредување на булеварот кој што практично завршува кај 8 ноември и продолжува до населба Баби. Ништо од тоа во овој 9-месечен мандат не видовме. Продолжувам понатаму. Е ветено на 27 ноември изградба на конзоли кои што ќе бидат поставени на едната страна од реката Отиња и кои што ќе имаат можност да го растеретат сообраќајниот метеж. Сите овие ветувања се дадени во изборната програма пред 7-8 месеци од страна на градоначалникот актуелен. Ако имаше капацитет, способност да ги доврши, досега ќе беа започнати дел од нив и ќе беа довршени. Неспособноста се гледа со улицата Панче Караѓозов која што 6 месеци е заглавена. Единствено нешто што се направи е козметика и шминка со поставување на паун и со садење на садници кои што ги коштат граѓаните на општина Штип пари кои што може да се насочат во една друга насока. Јас се согласувам дека добро изгледа, но ние мораме да констатираме и да утврдиме приоритет на градот. Ако овие проекти кои што се ветени се приоритет, зошто тие не се реализираат? Ако паунот и цвеќињата биле приоритет, тогаш требало во изборната програма кога ќе се презентира да излезе и да ги вети. Таму можда е споменик, имате во вашите програми? Но вака, не Дончо Штипјанчето нешто да. Но вака да се предизборно манипулира не е коректно пред граѓаните. Единствени улици кои што се направија, ќе ја спомнам улицата Маршал Тито, се направија асфалтирање гребење на улици кои што не беа приоритет. Улицата Маршал Тито, одговорно тврдам, дека беше во добра состојба и дека немаше потреба истата да биде гребана, асфалтирана. Овој асфалтен слој кој што е сега поставен е полош и тоа ќе ви го потврдам со видеозапис дека се рони асфалтниот слој заради неквалитетот на асфалтниот слој, не знам од кои причини, дали станува дали станува збор за одреден ревизија која што не е направена или од некои други причини, ќе имаме можност во понатамошниот период да видиме. Само да скратам. Значи сите овие работи можеа да бидат направени, а можеа и улиците кои што се во приградските населби, а се уште во кал и во прашина да бидат асфалтирани. Но на жалост повторно заради популизам и заради полесно стигнување до глас повеќе се употребија овие измами кои што не донесоа вредност на нашиот град, туку разочарување и недоверба на граѓаните за следните ветувања. И нас, завршувам, нас не се случува во Штип на овие избори да секој што ќе се дрзне да ветува,
да не биде препознаен од страна на граѓаните, затоа што ни се случи инфлација на ветување. Се девалвирани проектите кои што идниот градоначелник има визија да ги направи. Како после овие лажења ќе се дрзне некој кандидат за градоначелник да кажува што ќе направи во нашиот град? Николов, кратко, неколку работи се тука. Почитувам бивши колега пратеник, господин Иван Јорданов, јас кога ве слушав сега вас за моите последни 8-10 месеци, искрено поверував дека ништо не сум сработил. Нула. Хајде да видиме сега, ќе почнеме од почетокот, каналниот систем Каре Орман, го спомнавте на почетокот. Тој истиот беше ископан заедно со градоначалникот на Карбинци и беше отворен до самиот Каре Орман. Тоа што луѓето нема вода, беше точно и вистина. Моментално штипските бунари, штипските пумпи на водоснабдување имаат капацитет 246 литри во секунда да снабдуваат вода. Нормално во летните временски периоди ние трошиме и 280 и 300. Овоа лето ние трошевме од 350 до 400 литри во секунда. Тоа што треба да го знаете вие, ако веќе дискутирате за Каре Орман, кога се правила пред 2 години водоводната мрежа во Каре Орман, тоа се со 2 крака за Гореница Долен Каре Орман, со тоа што поради самата тежа и притисок за Долен Каре Орман е ставено помало фи, а за Горниот Каре Орман е ставено поголема фи. Сега не ме држите за збор дали се 100 со 60 или со 50 фи, не ме држите за збор. Меѓутоа, во меѓувреме заборавивте да кажете дека се пушти водовод во населба Чардаклија и Македонка, каде што дополнително го испразни во резервоарот кој што беше предвиден за тие две линии во Каре Орман. Ради таа причина падна притисокот во Каре Орман, меѓутоа ние не ги оставивме граѓаните како што излегуваа на прес одредени луѓе да кажуваат дека ја гасиме водата, ја намалуваме водата, него бевме на терен да го најдеме проблемот и после 10 дена го најдовме проблемот. Со текот на времето калу се стварало на внатрешната страна на цевките и фито доле од помалото фи дополнително се стеснило. Веднаш реагиравме и јас колку што сум запознаен последните 15 дена на жителите на населба Каре Орман имаат доволни количини, доволен притисок на чиста питка вода. Тоа прашање го речистивме натаму. Ги спомнавте 100 типски куќи, ги спомнавте секундарната мрежа за гасификација, ки ги образложам заедно. Очигледно не сте запознаен како треба да течат проектите за да може да се изведе нешто. Кога зборуваме за 100 типски куќи, ние треба да направиме тоа е цела населба. За да направите на населба, ја никаде во изјавите немам кажано дека за 9 месеци ќе ги направиме куќите, него ние ќе почнеме проект за градење на типски куќи и ќе ги направиме во најбрз временски период. За да направиме 100 типски куќи, ние треба да најдеме локација. Локацијата според генерален урбанистички план, според деталниот урбанистички план мора да се поклопуваат со нацрт плановите за 100 типски куќи. Ние во овој момент сме уште 4 дена или во текот на наредната недела завршува проектот за инфраструктурата на самите типски куќи. Парите кои што се обезбедени од Европската банка, значи ги префрлаат на сметка на институциите кои што го прават тоа се јавни набавки на тендер и се завршуваат и започнува ицртување на плацевите на тие типски куќи. Така да типските куќи се во фаза на завршување, односно се во фаза на изработка и таму се барат проекти. Не можете вие да кажете 100 типски куќи ќе ги поставиме. Можеби во едно време се правеше така. Така се направија шеталиштето на покрај Брегалница и кое што денеска еве сакав јас да го надградиме, да го направиме ради тоа што тоа е доста убаво, морам да кажам. И јас го користам, верувам дека и вие го користите. Го користите Штипјани. Меѓутоа знаете дека тоа е дивоградба? Да, тоа е дивоградба. Направено е во зелена зона каде што се бунарите на општина Штип и таму ние не смееме да градиме ништо. Сакав да ја поврзам пешачката зона со населба Каре Орман. Проект има за тоа проект? Нема проекти, тоа е направено така без проекти. Ради тоа што ќе правите проект, самите инспектори, односно самите урбанистички планови ќе ви кажат дека таму имате во зона на зелена зона каде што е заштитна зона за бунарите, таму не смеете да правите асфалтирање. Добре, тоа е завршена работа и така, мора да ги направите работите по закон. За да ги направите по закон, тоа е фаза и процедура која што оди од едно до 100 типски куќи ќе бидат готови. Да знаете, ќе бидат готови и жителите кои што се тие намените, тоа се ромските социјални семејства ќе бидат сместени таму. Зборувавте за гасификацијата, точно ја спомнав јас. Знаете ли дека е завршена тендерската процедура за тоа кој да го изведува гасификацијата на централно ниво цела држава. Тоа е завршена приказна и гасификацијата ќе почне да се прави. Како што кажавте вие,
Точно, ние не можеме, немаме подземен катастар. Немаме подземен катастар, тоа е многу страшна работа и треба заедно да работиме на тоа, да направиме подземен катастар, заради тоа што ние, еве, кога имаме било какви дефекти или слично, значи по видување за одредени работи, бараме други работи. И самата гасификација уште во програмата и уште во дискусијата зборуваме дека ќе почнеме прво со индустријските зони, а потоа ќе почнеме со јавните објекти. За да стигнеме ние до секундарната гасификациона мрежа на населението во куќите, ние треба да направиме една анализа на пазара, да видиме во една насаба колку куќи ќе сакаат да примаат газ. Не сите куќи ќе сакаат во една насаба. И тоа тоа е направено и тоа ќе се работи во наредниот период, ќе видите, не сакам да зборувам, ќе испадне во кампања, сега влегувам, не е кампања, значи гасификацијата ќе се работи. Ги спомнавте улица Сремски фронт раскрсницата. Дали вие знаете кога треба да се прави една таква раскрсница, кои што се процедури треба да ги помине? Електродистрибуција Ивана, Министерството за животна средина, Министерството за економија, транспорт и врски. Треба внатре ние да дискутираме за експроприација на земјишта. Тоа се проекти кои што мора да се направат кога ќе окажете дека еден проект ќе го завршите. Сега тоа што треба да го знаете вие, дека сите овие работи се завршени во овие 8 месеци. И веќе е избрана и фирмата која што треба да ја гради оваа раскрсница. Мислам дека наредна недела тоа се финансија преку Министерството за транспорт и врски. Да не е Пелагонија. Не знам која е фирмата. Ќе сгрешам ако кажам, да не ја сгрешам работа. Значи, избрана фирма во текот на наредната дена, не да поминате вие рокови за жалба, подпишува договор и започнува градбата, нема пречка да се гради. Ја спомнавте улицата Панче Караѓозов. Тоа е улица прва што јас започнав да ја работам, штом се отворија градежните сезони, кога се отвори градежната сезона. Панче Караѓозов се пари обезбедени преку Европска комисија, повторно набавката за асфалтирање и средување на канализационата мрежа и асфалтирање на улицата беа предвидени преку Министерството за транспорт и врски. Кога ја раскопавме улицата, кога почнеме да ја градиме канализационата мрежа, можете да го проверите тоа дека нашето јавно предпријатие ИСАР во рок го заврши своето планирано работење. Ние предвидовме 30 дена, ние за 27-8 дена завршивме канализационата мрежа. Кога требаше да го во самата програма беше да се реконструира, ќе се изразам сега, да се дотера атмосферскиот канал, така беше по проектот. Кога го отворивме атмосферскиот канал, ние видовме, значи дека тоа е во една руинирана катастрофална состојба. Граѓаните кои што живеат покрај каналот, односно, они се жалеа на подземни води, самите подруми, секој дожд. Тоа дете побрзо маршал Тито. Добро, само да завршам. Алиби џабе сте асфалтирале со тенок слой. Така да ние направивме нов проект, направивме проект кој што треба да се направи, сега проектот заврши и веќе претходните 2 дена веќе започната реконструкцијата, комплетна реконструкција на тој атмосферски канал, кој ќе се заврши, ќе започне асфалтирањето на истата. Конкретно за улицата Маршал Тито. Колку кажувате вие како тоа мислите дека е било во одлично состојба? Колку пати сте поминале по таа улица? Многу пати. Секојдневно минуваме по таа улица, сакале или некаде. Води во здравниот дом, води према општината, води во центарот, секаде води таа улица. Таа улица беше буквално со прикрпени дупки и не личи на ништо во централно градска подрачје да има таква улица. И се сложува многу со вас и браво што сте го забележале тоа дека квалитетот на асфалтот е катастрофален. Затоа ние веќе со нашиот надзор дадовме забелешка до надзорот. Да. Значи дадовме забелешка до надзорот кој што е на надзор за таа работа и веќе се земени примероци и се испратени во лабораторија да се тестираат за тоа што лично јас не сум задоволен од типот на асфалтот. И таа улица ако е потребно ќе ја реконструираат повторно без пари. Фирмата која што го гради тоа. Конзолите договорите се подпишени да не кобам 15 септември да сме живи и здрави, треба да почне изградба на конзолите. Господи, ради тоа што фирмата која што ќе ги работи конзолите има добиено нов тендер некаде за градење на улици во викенд на сабота сутлак, да ги заврши тие улици и тргнуваат. Чисто за ваша информација, во овие 8 месеци како градоначалник направив тендерска спецификација за реконструирање улици и тротари во општина Штип во износ некаде од околу 21-22 милиони денари. Тоа беше во програмата ставено и од таа сума ние беа предвидени да се направат околу 5-6 километри патишта. Ние направивме грешка, не завршивме со 5-6 километри, со 10 завршивме. И од тие 10 километри моментално се завршени 7 километри, уште 3 километри чекаме да се завршат. Градоначалникот со својата екипа обезбеди во еден
мандат од 8 или 10 месеци, како да го кажеме, да направиме некаде околу 28 улици, реконструиција на тротоари во градското централно подруčje, каде корењата го дигнаат тротоарот и луѓето се стопиња и паѓа, не е средено со години, се средени сите тротоари. Значи се средени улици, се средени тротоари. Така да ако има градоначелник кој што направил повеќе реконструирани, темелно реконструирани улици, нека му чест. Само кратко да се надоврзам. Просто само да кажам, имам уште 5-6 минути, има многу прашања. Има 30 секунди само. За плоштадот, нема проблем, ќе ви дадам. За плоштадот, зошто никој не одговара. Има за стадионот, кога општината ќе изгради другата оваа што не ја прави фудбалската федерација, другата трибина, за да може фудбалската федерација и страниш да ги направи. За затворениот базен, тоа морате да одговорите, затоа што го нема никаде. Има многу прашања, меѓутоа да оставиме за време на изборите која ќе биде таа дебата, тогаш ево уште сега концептот може да го договориме, ќе кажувате што ќе направите, едниот, а другиот ќе кажува дали тоа е изводливо или не, за да може граѓаните да сватат дали се реални ветувањата. Така ќе се договориме. Јорданов. Накратко само ме прашавте дали знам за сите овие работи кои што ги кажавте. Јас сум немал потреба да ги знам сите овие работи, вие требало да ги знаете кога сте ветувале дека за 9 месеци ќе ги реализирате сите овие проекти и прочем тоа е вашето ветување. Јас се радувам што сум успел на одредени пресконференции и наши укажувања како опозиција да ве натераме да излезете на терен, тоа го видов и со улицата Панче Караѓозов, а сега го потврдивте и со улицата Маршал Тито, дека после мојата реакција дека асфалтниот слој не е квалитетно направен, дека вие ќе излезете и ќе го коригирате. И тоа е мој успех. Ако не сум го јас истото тоа спомнал, сигурно дека така ќе останала работава, исто како што беше пристапниот пат до модуларната болница, каде што со еден видеозапис прикажав дека асфалтниот слој се рони, па за месец дена од тогаш истиот беше отстранет и нанесен нов асфалтен слој. Значи тоа е работата на опозицијата, да ги нотира грешките на власта, а власта да се коригира. Сметам дека овие работи кои што беа изнесени и дека ќе бидат направени, мандатот на градоначалникот беше 9 месечен и истите тие беа ветени за 9 месеци. Амнестијата за 4 годишното неработење и промената на улогата од градоначалник министер, од советник градоначалник не е доволно, затоа што станува збор за исти луѓе, за иста партија кои што ветија, а не направија ништо од тоа што го ветија. Јас морам да ти скоригирам, господин Јорданов, 2 пати направена грешка од советник градоначалник, не е точно, повторно некој пропуст имате таму во информациите. Пратеник градоначалник, претпоставувам сега ќе прашате дали вие ќе си дадете оставка од пратеничката функција? Не, апсолутно не. Значи јас го почитувам како пратеник, морам да кажам дека има доста широк вокабулар на изразување и додека бевме пратеници, неговите говори беа така убави говори, делумно неиздржани, меѓутоа убаво знае да се изрази. Јас сум горд што од Штип имаме пратеници кои што се активни во парламентот и така треба да биде, тоа е гордоста и тоа е доброто. Меѓутоа според ова сега што го зборувавте, вие сте укажале, знаете ли кога е потегната надзорската функција на надзорот за да види дали е квалитетна работата изведена на Маршал Тито? Зошто досега не го? Не, дали вие знаете? Пошто велите дека ради вас. Не ради вас уште дента. Ама не, вие кажавте сега дека вие сте кажали и ние сме увиделе. Уште пред 2 месец дена пред кога се заврши улицата Маршал Тито, не бевме задоволни. Нашиот надзор кажа дека на некое време место асфалтот битуменот бил излезе на површината или слично некоја забелешка, не се знаат стручните лица. И од истиот момент се започна активност за корекција и да се повлече надзорот со одветни мерки. Така да во однос на тоа морам да кажам дека е добро што опозицијата работи на терен последните 2 месеци, каде бевте на почетокот. Ве немаше никаде. Присутни се 4 години. Одете се сликате пред јас не ве прекинував додека зборувавте, риторичко прашање беше. Одете се сликате на проектите кои што ги пработиме и давате на неубава слика за граѓаните дека тоа не е сработено. Јас не работам за популизмот. Јас работам за граѓаните да кога ќе заврши мојот мандат во октомври, да сме живи и здрави, ако победите ќе ви честитам и ќе ви посакам успешна работа. Меѓутоа јас работам за тоа што ќе биде направено да биде останато за навек, да трае 20, 30, 50 години. И добро што сте го нотирале лошиот пат кај модуларната болница и доброто што треба да го кажете дека тој пат не го прави државата повторно. Да знаете дека таму е под ингеренција на Министерството за здравство, не е под локална самоуправа. Повторно ќе си го прави изведувачот. Не го прави повторно општината да фрла повторно пари за Маршал Тито, например.
Кој го направил, како го направил? Ние сме овде да ја следиме работата. Надзорот функционира. Надзорот апсолутно. Работиме честно, поштено и работиме за доброт на После граѓаните. објавата на опозицијата морам да истакнам, ако не беше опозицијата да го каже ова, сигурно дека надзорот нема да функционирал, а тие средства кои што требало да минат наменети за квалитетен асфалт, можеби ќе завршиле на друго место. Знаете ли колку средства беа предвидени за реконструкција на 15 улици, така беа планирани по проектите? 21 милион денари. Знаете ли што направивме ние со 21 милион денари? 28 улици. Беа предвидени за 6 километри, ние направивме 10 Добро километри. кажавте. Вака, Така вака, да. вака, само морам да те пофалам, има исклучително голем интерес, имаме преку 200 и нешто коментари на ќе си ги читате после на Facebook. Млади дечки сме нешта. Има детенца, има многу шерување на емисијата, има уште две-три прашања на крајот, но кратко да ми одговорите. Например, за градоначалникот, како стоите со Бочварски и за Баргала, што се случува? Ке работи или ке пропаѓа? И за Јорданов, у кој кафики излаваш сега, вака невакциниран? Добре. И дали сте втора опција били на Мицкоски, затоа што првата опција Захариев не прифатила. Со тие прашања да завршиме и ветувам нова дебата ќе правиме, тоеш 20 ќе бидете цело време присутни, ќе вклучиме и новинари и слушатели, повелете. Со тоа да завршуваме. Значи, министерот Бочварски е мој другар, мој пријател. Јас го знам господинот Бочварски уште како деца сме се дружеле, он е малце помлад од мене. Односот со него ни е перфектен. Како што и кажав пред малце, доста од проектите се преку Министерството транспорт и врски. Си лажат дека сте така. И па како ќе сме скарани кога човекот, сега да не зборуваме за цела држава, од еден буџет 13-14 милиони денари одвои за Штип да се направи водоводна мрежа во Каваклија и Македонка. Значи, човекот работи за добродетот на општината. Ние сме пријатели, ќе се останеме пријатели, си живееме и ќе си живееме, како што си живееме со господинот Јорданов и со опозицијските и позицијските и со сите граѓани на општина Штип, така да продолжува таа Баргала кратко само. Вака за Баргала, искрено морам да кажам дека ме погоди моментот што политичката опозиција ВМРО ДПМН проба да ја девалвира или деградира мојата личност како градоначалник преку компанијата на мојата сопруга. Во приватната пчеларска компанија Баргала, која што повеќе од 30 години даваше на 1200 работници плата и чуваше фамилии и се грижи за сите нив и беше бренд и е уште бренд за општина Штипа и за наша држава, влезе во еден тежок момент. И јас не слушнав никаде да се коментира за друга компанија, каде што се имаше отпуштање, каде што имаше намалување на платите, каде што имаше кратење на работната сила, туку нашата опозицијска ВМРО ДПМН целеше само на Баргала со цел да направи вајда неква девалвирање на мојата личност. Меѓутоа, јас сум горд што мојата сопруга Катерина Барзова е еден од менаџерите на таа компанија и јас сум горд како тие менаџират компанијата, се грижат за тие во своји вработени, бараат работа, се трудат да најдат работа, имаат работа, меѓутоа пандемијата направи што направи. И морам да кажам дека голем удел имаат и пратениците од истокот, од опозицијата, морам да го пофалам господинот Јорданов, заедно со сите други пратеници од опозицијата и од алијансата, кои што успеа некаде јануари месец да го изблокираат петиот пакет мерки, кој што, за жал, не стигна навремено како финансиски инекција на приватниот сектор и мора да каснат платите. Кога каснеа платите, работниците живеат за пари, не може да живеат без пари, без финанси, без хлеб. Мора да направат да прекинат со работните активности во период кога има наречки, април месец има доста наречки, после година и пол добија наречки, од голема сума беа тие наречки. Меѓутоа, благодарност на ВМРО ДПМН не стигна таа финансиска инекција, луѓето беа разочарени, прекинаа додатна работа. И целото тоа понесе и дополнителни консеквенции да излезе да се отпуштаат луѓе од работа. Така да ќе кажам, се уште перезистира Баргала, работи, се бори. Бројот на вработени за жал е доста намален. Они имаат потреба од луѓе, меѓутоа во овој момент условите какви што се, финансите какви што се тешки. И јас се надевам дека ќе излезат од оваа криза и јавно кажувам дека јас како Сашко Николов како градоначалник
немам никаква импликација према Баргала. Дали е тоа врска поврзана, работна или слично. Како локална самоуправа, Како само локална вие туку и да, вие, сите ако ние треба да се помогнете и Баргала, треба било да се кој- грижиме за Баргала, меѓутоа јас се од опозицијата освен оваа поддршка што ја кажа во наводници, друга поддршка и не осетив да дојда да речеме да им помогнеме на работниците, да најдеме начин како да ги задржиме, или тоа што Баргала е бренд. Работниците цело време зборуват. Баргала е бренд кој што работел и во времето на ВМРО и во времето на СДСМ. Јорданов. Да кратко само да одговорам. Да, и на ова и тие две прашања. Одговорно тврдам и ве гледам во очи дека е невистина и лага дека јас и опозицијата го имаме блокирано петиот пакет во собрание. Вратете ги снимките, ќе видите кој има гласано за тој пети пакет. Кога? Напротив, Кога? само се доискажам. Напротив, како опозиција и јас како пратеник поднесов амандман со кој што вработените во текстилната и кожарската индустрија на личните трансакциони сметки, не на компаниите, не на сметките на газите, туку на вработените, да им се префрлат средства во висина на минималната плата за да можат полесно да го пребродат овој кризен период. И во ова ви го тврдам одговорно, со докази, аргументи, ќе ги прегледаме снимките и ќе утврдиме. Да се надоврзам на прашањето за тоа во кои локали и угостителски објекти се движам јас невакциниран. Погрешна е стратегијата на власта да се сатанизират угостителските објекти дека само таму се шири вирусот. Погрешна е стратегијата на власта да се ограничи можноста луѓето кои што се негативни на вирусот, а немаат примано вакцина, да не можат да се движат во овие локали. Погрешна е стратегијата на власта без субвенција во еден ваков кризен период на овие објекти, без финансиска поддршка да им забрани да стопанисуваат, да работат и да дават услуги. А дали јас се движам или не, можат тие кои што прошуваат да проверат и да констатират. Второто прашање кое што го поставивте, ако не се лажам, беше за Прв избор, втори избор на Мицкоски како во ред. кандидат. Да. Јас го почитувам претходниот градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН Илчо Захариев, кој што направи многу во нашиот град и сум убеден дека секој иден градоначалник ќе црпи мотив, енергија од еден таков профил на човек кој што се вложи себе си, ја вложи в својата енергија за да направи нешто за овој град. Но сега е време на едни нови кадри, на една нова генерација на ВМРО ДПМН која што треба да донесат нови вредности на нашиот град. Да завршиме со ова. Го повторувам тоа од почетокот. До сегашната риторика меѓу Николов и Јорданов не ветува, значи не за оваа денеска, туку претходно што сте имале во јавниот живот, јавните настапи, не ветува ниту фер, ниту демократска кампања. Во интерес на Штипјани, ке си подадете ли рака за да кампањата биде во духот на новите идеи и проекти, а не кавги и навреди кои треба да се под нивното ниво. Јорданов, Николов, повеќе. Уште сега ја подавам мојата рака и се надевам дека ќе имаме фер, транспарентна и демократска кампања. Мене ме радува што господинот Иван Јорданов сега официјално подаде рака и јас уште првиот момент, уште кога стана пратеник, ако се сеќавате, кога бевме советници, кога ви избраат за председател на ВМРО ДПМН во Штип, да. Ја бев првиот човек што стана и ве честиташе пред сите. Мислам дека се сеќават. Така да за мене е гордост наш граѓанин да биде високо во институциите, високо во централната власт, високо во сите можни фактори, во било кој сектор, дали е опозиција, позиција, приватен, јавен сектор. И тоа е многу битна работа за развитокот и прогресот на нашата општина. И ние треба да се бориме, и нашава кампања треба да иде во прилог, и затоа и предложив да имаме повеќе вакви дебати, каде што буквално може и на неделно ниво да ги дискутираме, каде што ќе да дебатираме за ситуациите, како што каже и господин Стојан, за ситуациите како ќе ги решаваме и како треба да продолжиме да ги надградуваме. Жалам само за една работа. На почетокот на интервјуто кога дојдовте, имавте покана јавно да кажете дека го повикувате населението за вакцинација, битоа тоа не го направивте политички, усмешно се одбранивте од директната изјава и напротив под шаршав бутнавте мотивација на луѓето дека треба секој да прави како што тој мисли, како што тој сака. Меѓутоа мора да знаете дека тоа е предизвикување на хаос во здравството, хаос во пандемијата и еве сега повторно ве повикувам и јавно да кажете дали сте за вакцинација и јавно да ги повикате сите луѓе кои што треба да се вакцинират и тоа да биде ваш јасен став. Ви благодарам. Јас мислам дека бев конкретен, јасен, го кажав мојот став и нема повторно да се повторувам, нити има потреба. Граѓаните кои што ја следат емисијата слушнаа
имаат свој заклучок и тоа е тоа. Стадион. Емисија за вашата вистина.